Зоран Милевски Кичеец е осуден на 3 години затвор. Судот го прогласи за виновен, откако вчера тој призна дека добил награда за противзаконско влијание. Милевски останува во притвор до почетокот на извршување на казната, односно откако повисокиот суд ќе одлучи по жалбата на неговите адвокати за висината на затворската казна. Тој денеска во Скопска единица беше спроведен од куќен притвор. Со скаменет поглед ја слушаше судиката Васка Николовска-Малевска. Кривичното дело заедно со Боки 13 и Катица Јанева го извршиле во период од ноември 2018 до април 2019 година. Посредник Орце Камчев да стапи во контакт со Боки 13 бил токму Кичеец. Посредувал меѓу нив поради блискоста на Боки со Катица Јанева, која пак во тој период го сомничаше Камчев во предметот империја на СЈО. Преку претходно воспоставени пријателски односи влијал да се изврши службено действие, што не би смело да се изврши во врска со водење на кривичната постапка по наредба на обвинетата Катица Јанева за спроведување на истражна постапка против Роберт Камчев во предметот за работа на империја, да улесни неговата положба по постапката со предлог да му се укине мерката притвор, да му се определи подлага мерката притвор при постојање на исти неизменети околности на основа на кои по нејзин предлог притворот бил определен и продолжен и го надовршува текот на постапката да му даде својство на заштита сведок. Договорите за рекетот меѓу Ана Камчева, сопруга на Орце, и Боки 13 се одвивале во телевизијата 1 ТВ, а таму Боки преку спикерфон разговарал со Јанева. Екс-шефицата на СЈО пак за да го ослободи Камчев од кривична одговорност барал 8 милиони евра, за да го направи заштитен сведок или да добие поблаги парични казни 5 милиони евра била тарифата на Јанева, рече судиката, а за враќање на пасошот и ослободување од притвор Камчеви морало да платат 1,5 милион евра. Половина милион платила Ана Камчева во домот на Боки 13, 1 милион им дал Орце. Јавната обвинителка за гонење организиран криминал на крајот од денешното рочиште кажа дека не очекувала поголема казна, за разлика од адвокатите, таа откако ќе ја прочита пресудата ќе одлучи дали ќе се жали на висината. Не ја исклучува можноста Зоран Милевски Кичеец да сведочи против Јанева и Боки 13 како сведок на обвинителството. Законот дозволува и втората страна во постапката да го повика за сведок.